Безбедноста на храната и правилната исхрана се есенцијални предуслови за здравје и благосостојба на населението на една земја и треба да бидат интегрирани во сите политики, не само во здравствените политики, туку и во националната економија, земјоделството, туризмот и трговијата. Потребата од цивилизацијско и културно издигнување се води од навиките и квалитетот на храната како екзистенцијална потреба на луѓето и животните. Квалитетот и безбедноста на храната представуваат основа на јавното здравје, напредокот и опстанокот на животот на земјата. Безбедноста на храната денес е повеќе од техничко прашање. Таа е глобален стратешки приоритет кој не засега сите нас. Брзите климатски промени, нарушувањата на синџирите на снабдување, зголемената побарувачка на потрошувачите и се поголемата меѓусебна поврзаност на светските прехранбени системи создаваат нови, комплексни и често непредвидливи ризици. Потребите за храна и нејзините преработки секојдневно се зголемуваат, а стандардите за нивно производство стануваат се построги, што во крајна линија значи производство на квалитетна, здравствено безбедна, контролирана и сертифицирана храна која ги задоволува потребите на современите потрошувачи. Денес квалитетот и безбедноста на храната се развиваат врз основа на најновите научни сознанија, но и врз еколошки принципи, што истовремено значи економичност во производството, заштита и одржување на агросистемите и животната средина. Како би ја дефинирале безбедноста на храната? Храна е секоја супстанца што во преработена, делумно преработена или непреработена состојба е наменета за исхрана на луѓето и животните, како и секоја состојка што се употребува во производството, обработката, преработката и подготвувањето на храна. Под храна се подразбира и водата за пиење од јавните системи за водоснабдување со вода, за пиење пакувана вода за пиење наменета на пазар, водата наменета за производство на храна, како и гумите за джвакање. Безбедна храна е секоја храна која конзумирана од луѓето или животните не предизвикува опасност по нивното здравје, храна од животинско потекло во однос на храна од растително потекло генерално представува поголем ризик по безбедноста на јавното здравје. Индикации за нарушена безбедност на храната најчесто се поплаките од потрошувачите, наодот на страни примеси во храната, лошите услови за складирање на храната, лошо ракување со храната и сомнежот за труење од храна. Забелешки на одговорните институции за безбедност на храна и поплаките од потрошувачите, како и инспекцијскиот надзор и појавата на труење на храна, разоткривање на различни малверзации со храна, контрола на увозот на суровини, контрола на производителите на храна, сознанијата за појавата на труење со храна во други земји придонесуваат кон зголемување на безбедноста на храната која што влегува на територијата на Република Македонија. Со цел да се подигне свеста на потрошувачите за безбедноста на храната, започнувајќи од 2019 година, 7 јуни е прогласен за ден на придобивките од безбедната храна, но и ден кога треба да се нотираат евентуалните пропусти и недостатоци во синџирот на производство на квалитетна и безбедна храна. Во однос на безбедноста на храната во Република Македонија одговорна институција е Националната агенција, Агенцијата за храна и ветеринарство, а покрај неа одговорни институции за безбедност на храната се надлежните министерства, националната мрежа на научни институции, кои се во тесна комуникација со Европската агенција за безбедност на храна или European Food Safety Authority, како и Европската комисија и
кои што го воспоставуваат системот за брзо известување и предупредување на Европската Унија кога станува збор за одредени инциденти кои што се однесуваат за безбедноста на храната. Секако, законската регулатива за безбедност на храната ја донесува Европскиот парламент и вреди да се спомене дека нашата национална регулатива за безбедност на храната е усогласена со Европската регулатива за безбедност на храната. Агенцијата за храна и ветеринарство, како одговорна институција за безбедност на храната, мора да биде загрижена и да алармира кога постои сомневање во квалитетот и безбедноста на производите кои се пласираат на крајниот потрошувач. Сите ние сме свесни за промените кои ги наметнува дигиталната ера, напливот на информации и онлайн продажбата на различни стоки и услуги. Меѓутоа, кога се работи за храна, производството на храна е сектор строго регулиран со законски и подзаконски акти со цел спречување на фалсификување на храна, задоволување на нутритивните вредности на прехранбените производи, безбедност на прехранбените производи и Европската Унија преку законската регулатива и стандардите за безбедност на храна обезбедува максимално ниво на заштита во јавното здравство. Со имплементирање на овие директиви меѓу земјите членки на Европската Унија се овозможува слободно движење и трговија на прехранбени производи како од растително, така и од животинско потекло. Воспоставувањето на овие стандарди во земјите кои не се членки на Европската Унија се овозможува и интегрирано следење и контрола на опасностите во храната. Затоа, регулативата која се однесува на безбедноста на храната е комплетно усогласена со Европската регулатива за безбедност на храната како предуслов за влез на европското законодавство. Ако се земат предвид официјалните податоци од Агенцијата за храна и ветеринарство, може да се констатира дека граѓаните во Република Македонија јадат безбедна храна, што се гледа од извештаите на Агенцијата во однос на преваленција на болести кои што се пренесуваат преку храна. Секоја година Агенцијата за храна и ветеринарство донесува програма за мониторинг и следење на опасностите во храната со цел земање на мостри од материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната. Мониторингот по однос на микробиолошките критериуми за безбедност на храната се следат постојано, но покрај мониторинг на микробиолошкиот квалитет на храната се следи и присуството на резидуи од пестициди, определување на максимално дозволените концентрации на резидуи од производите за заштита на растенијата, како што се пестициди кои што може да се најдат во зеленчукот и овошјето. Мониторингот со определување на присуството на тешки метали и нитрати во одредени видови прехранбени производи. Тешките метали најчесто се следат како што се кадмиумот и олово. Понатаму се врши мониторинг со детектирање на присуство на микотоксини во одредени видови на прехранбени производи. Пред се овде предмет на испитување се млекото, лебот, ченкарното и пченичното брашно. Мониторингот се спроведува во поглед на следење на микотоксините, пред се овде се мисли на афлатоксинот и охратоксинот кои што се создаваат од мувлите при несоодветни услови на чување пред се на житото и брашното. Микотоксините се термостабилни и затоа може да се очекува дека тие може да се најдат и во крајниот производ, бидејќи високите температури не ги неутрализираат. Мониторингот на материјалите кои што доаѓаат во контакт со храната се врши со цел да се избегне присуство на физички опасности во храната. Многу често безбедноста на храната ја ставаме во контекст на локално произведено, здраво, органски и еколошки. Локално произведено во контекст на
навиките за исхрана, меѓутоа мора да се свесни дека не секогаш локално произведено само по себе значи и дека тоа представува безбедна храна. Најчесто секоја држава мора да има стратегија за задоволување на потребите на населението од основните прехранбени производи. Глобализацијата на пазарите придонесува за подигнување на свесноста на потрошувачите за разновидност при изборот на храна, како и квалитетот и безбедноста на достапната храна. Развојот на новите технологии, новите земјоделски и индустријски процеси во кои се произведува храна, се повеќе придонесуваат храната да биде квалитетна и безбедна, но и подложна на измами и фалсификувања кои на пазарот постојано се јавуваат во производите со различни звучни имиња и етикети со повеќе или помалку маркетинг кампања, како што е здрава храна, еколошки храна, безбедна храна. Но дали тоа секогаш е навистина така? Меѓународните, националните легислативи и локалните институции имаат се поголема одговорност кон луѓето и животните кога станува збор за квалитетна и безбедна храна. Политиките, плановите, програмите и законодавството на општеството детално се свртуваат кон регулирање на прехранбениот сектор и надзорот на овој сектор. Централно место во овие активности го завземаат потрошувачите кои имаат право на квалитетна, здрава и безбедна храна, како и сите потребни информации за нејзиниот состав, начинот и последиците од употребата врз него и неговото потомство. Имајќи го предвид се она што е погоре изнесено, може да се заклучи дека постојат два аспекти не помалку важни за потрошувачите, а тоа се цената на прехранбените производи и заштитата од измама. Мора да бидеме свесни дека 100% безбедна храна не постои. Според извештаите на Агенцијата за храна и ветеринарство, годишно стигнуваат некаде околу 300 поплаки од потрошувачите. Затоа постои интегриран систем за следење на безбедност на храната, а како централна точка за следење на безбедноста представува Европската агенција за безбедност на храната, додека нашата агенција за безбедност на храната представува фокална точка за следење на безбедноста на храната на национално ниво. Ако ги поделиме опасностите во храната, тие се делат во три групи: физички, хемиски и биолошки. Физички опасности во храната представуваат туги тела, кои што може да се најдат во храната како резултат на синџирот на производство на храна, како што се нокти, метал, други парчиња од стакло и секое тело, туѓо тело кое што е присутно во храната представува физичка опасност во храната. Законската регулатива детерминира дека секое туѓо тело во храната меѓу 7 и 25 мм представува зголемена опасност на храната од контаминација со физички опасности, бидејќи туѓо тело кое што е поголемо од 25 мм лесно може да се забележи со голо око. Овие туги тела во храната може да направат оштетување на горните дигестивни патишта, на дигестивниот систем, краварења и секако да бидат извор на инфекции. Најчувствителни на физички опасности на храната се малите бебиња и повозрастната популација. Хемиските опасности во храната представуваат хемиски состојки кои се чие што присуство во храната не е дозволено и кои што ги надминуваат максимално дозволените концентрации на тие хемиски состојки во храната, како што се пестициди, тешки метали, резидуи на ветеринарни лекови. Биолошките опасности пак во храната представуваат различните видови на микроорганизми, како што се бактерии, вируси и паразити. Тие може да се внесат во организмот на човекот директно преку
контаминирана храна или вода, но и преку предмети кои се користат при подготовка на храната, како и преку лица кои што се заразени, а се директно вклучени во производството на храна. Патогените микроорганизми присутни во храната може да предизвикат појава на болести од храна, кои што епидемиолошки може да се прошират на поголема популација на луѓе. Од тие причини, контролата на храната од аспект на присуство на физички, микробиолошки и хемиски опасности мора постојано да се спроведува. Храната мора да се контролира во сите фази на производство од нива до трпеза. Со таква контрола се очекува биолошките опасности да бидат минимизирани, со што се намалуват ризиците по здравјето на луѓето. Меѓу ризици за безбедноста на храната, антимикробната резистенција се издвојува како една од најитните и најсложените предизвици на нашето време. Откривањето на антибиотиците пред повеќе од 50 години представуваше револуционерна пресвртница во историјата на медицината и ветерината. Сепак, децениската прекумерна и несоодветна употреба на антимикробните средства во хуманата медицина и во ветеринарната медицина, како и во производството на храна, допринесе до појава на феномен кој денес представува еден од најсериозните ризици за јавното здравје на глобално ниво, като е антимикробната резистенција. Светската здравствена организација ја рангира антимикробната резистенција меѓу 10 најголеми глобални закани за јавното здравје. Проекциите укажуваат дека доколку тековните трендови продолжат, до 2050 година антимикробната резистенција би можела да предизвикува поголем број на смртни случаи отколку канцерогените заболувања. Таа е длабоко ткаена во начинот на кој што се произведува, преработува и дистрибуира храна. Преку пристапот едно здравје, науката ни укажува дека здравјето на луѓето, здравјето на животните, здравјето на растенијата и животната средина се нераскинливо поврзани. Често меѓу народот знае да се каже дека здравјето влегува преку уста. Ова не е само академска теза, тоа е реалност со која секојдневно се соочуваат научните работници, истражувачите, ветеринарите, технолозите во прехранбената индустрија, инспекторите и менаџерите во синџирот за производство на храна од животинско потекло, но секако и од растително потекло.